Почитувани граѓани, почитувани новинари. Опозицијата во собранието, предводена од ВМРО-ДПМН, преку неодговорно и незрело однесување, работи на штета на интересите на граѓаните и државата. Во време на пандемија, ВМРО-ДПМН со над 500 амандмани се обидува да ги блокира измените на Законот за здравствена заштита, кои предвидуваат лекарите што исполниле старосната граница за пензионирање да можат да го продолжат работниот век до возраст од 67 години. 3000 амандмани, најмногу од нив апсурдни, нелогични, поднесе ВМРО-ДПМН заедно со другите опозициони партнери за измените на деловникот за работата на собранието со единствена цел да спречат пратениците кои се во изолација да можат да работат од дома. Функционирањето на собранието го блокираат за да не може да им се помогне на најранливите преку реализација на четвртиот пакет економски мерки. Ја кочат помошта за македонската економија, го кочат и пописот и речиси да не постои тема овде во собранието за која ВМРО-ДПМН покажува конструктивност. Истовремено, антинародното и деструктивно дејствување на ВМРО-ДПМН продолжува и надвор од законодавниот дом. ВМРО-ДПМН, предводена од Христијан Мицковски, продолжува со кампања која директно го загрозува здравјето на граѓаните и покажува целосна неконструктивност. Наместо да повикаат да се носат маски, да се одржува дистанца, тие спротивно на препораките се групираат повторно, организираат протести за спас на фотелјата на Мицковски. Ниту еднаш немаат повикано да се почитуваат мерките, како да сакаат да има што поголем број на заболени, а потоа да напаѓаат. Мицковски и ВМРО-ДПМН се изгубени во просторот и времето. Наместо да работат за доброто на граѓаните, прават се за да биде полошо. Ако се барем малку одговорни, ВМРО-ДПМН и Мицковски треба да прекинат со блокади на крстосници, наместо да бројат мртви, да повикаат да се почитуваат мерките, да се откажат од блокадата на собранието и да го поддржат пописот. Колку и да е за несфатливо за ВМРО-ДПМН и Мицковски, тие нема да успеат да ги блокираат реформите, да го блокираат напредокот на државата. Реформскиот процес во интерес на граѓаните и државата продолжува. Благодарам.